Утрово е уапсен Здравко Савевски, професорот Здравко Савевски, еден од водачите на движењето Левица. Апелирам до истражните судии и до судот да не запнуват со притвор за овој образован човек, за овој борец за слобода. Здравко со ништо не заслужил да биде притворен. Доколку Здравко направил дело кое што е карактеризирано како кривично дело, Здравко и понатаму бараме да остане на слобода. Здравко никаде нема да побегне. Ако на некому му треба Здравко, нека дојде некој вечер на протести, ќе го најде таму. Затоа апелирам никаков притвор за професорот Здравко Савевски, еден од водачите на левицата. Доколку Здравко биде притворен, тоа ќе предизвика уште помасовни протести. Доколку Здравко биде притворен, тоа ќе предизвика уште помасовни протести и уште пожесток одговор од страна на протестантите. Денес утрово ми се јави од полициската станица Беко, ме повикаа на Пладне да отидам таму на некаков разговор каде што требало да бидам предупреден за наводно некоја жалба, некој се пожелел за нешто од мене. Не бев сигурен во искрените намери на МВР во однос на моето повикување и не отидов. Доколку сакат да ме затворат и мене, треба малку да се помачат. Сигурно нема така да ја отидам сам. Во повеќе наврати го имам кажано мојот став, ќе го повторам и сега. Мене може да ме убијат, но не може да ме уапсат. Доколку бидам повикан во било која полициска станица, јас самиот ќе отидам. Но нема да дозволам некој животно да се живува врз мене, да ме апсе со пологи или да ми става пиштол во уста, како што беше случајот со Љубе Бошковски. Затоа предупредувам, доколку некој сака во полиција да ме има, нека ме повикат и јас самиот ќе отидам. Денес не отидов, бидејќи полицајецот кој што ми се јави, ми кажа дека нема проблем да отидам друг ден. Со него се договоривме да заминам во некој од наредните денови. Како што знаат македонските граѓани, јас последната година работам во Ирак. Доколку бидам уапсен, апелирам да се помогне и на моето семејство, но и на политичката партија Достоинство и воопшто на сите добри и убави луѓе кои што протестираат овие денови. Посебно да укажам на еден момент. Мојата мајка е тежок шеќераш. Гледањето на оваа пресконференција може да убие. Не дај Боже да и биде нешто на мајка ми. Вие кои што ќе пробате да ме апсете, ќе ве гонам до крајот на светот, додека не ве најдам. Се додека сум жив. Такво нешто нема да дозволам. Доколку имате прашање, повелете. Немам никаква информација, освен она што можев да го видам во медиумите. Јас бев повикан телефонски, не добив никаква покана.